Груби е клан Ахмети негов заштитник во Дуи. Ваква била перцепцијата на членството ако веруваме во зборовите на Изет Меджити, главниот меѓу фракционерите кај интегративците. Сепак повторно без одговор остана прашањето што ќе се случи ако Ахмети сепак не се откаже од своите најблиски соработници, првиот вице-премиер и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Наместо одговор вели дека Ахмети бил неприкосновен лидер, но не требало да фаќа страна. Печатокот кај членството е дека Груби функционира како клан и Ахмети е како заштитник, значи, на тој клан. Мислам дека треба да се врати на првобитната позиција, председател на Демократската унија за интеграција, неприкосновеностите, како што функционира во минатово и кога имало поделби во мислењата или во размислувањето, он бил тој што на крај ги седнувал, пресекол, никогаш не фатил страна. Внетрепартиската поделеност во дуи од партиските канцеларии се пресели на терен, но одделни средби со членството одат од една страна Ахмети заедно со Груби, Османи и Талат Џафери, а од друга фракционерите. Ахмети не сака да ги споменува внетрепартиските проблеми, порачувајќи дека ВМРО ДПМН не смееле да се надеваат да направат влада без Дуи. Не ми се допаѓаат сојузите што ги прават ВМРО. Грешат ако мислат со левица да направат 61 мандат и да ја маргинализираат и закопаат Дуи како единствена пречка која наводно македонците не може да напредуваат, затоа што им ја земавме власта и тие го враќа достоинството на македонците. Многу грешат и овие соништа нема да ги гледаат. На овие зборови на Ахмети реагираше пратеникот на ВМРО ДПМН Драган Ковачки, порачувајќи дека за нова влада не одлучува Ахмети, туку народот на избори, како и дека не важи правилото за коалицирање победник со победник, па поради тоа стравот на Дуи од ортачките криминали со СДСМ е се поголем.